Здраво на сите, тука денеска сме со Стефан. Денес снимаме leg day. Овие може ќе биде малце пократко од другите. Сега идеме да земеме банани пред тренинг, да каснеме нешто. Да къснеме нешто и ќе гледате некои кадри од теретана. Ветуваме вој пат дека ќе снимаме. Избрзавме многу претходниот пат, не снимивме. Така да сега ќе гледате како изгледа нашиот leg day. Се надевам дека ќе уживате. Се надевам дека ќе научите нешто и дека нема бидете мрзи. Станете и вежбајте. Don't skip leg day. Don't skip leg day. Значи, одиме сега на кај теретана и со цел нашите видеа да не бидат само од забавен карактер, туку да има нешто да научите од нас, да кажам. Стефан е малку поискусен со вежбањето и знае малце повеќе теорија и пракса, така да може нешто малце повеќе стручно да ви каже, повеќе информиране и поконкретни информации може да ви даде за тоа што вежбаме, како изгледа нашиот тренинг и ствари како ќе изгледа нашиот денешен тренинг и што ќе вежбаме ние денеска. Така да ќе препуштам камерата на Стефан, може он да продолжи. Конкретно за денешниот тренинг, а и за тренинци во наредниот период, фокус ќе ни биде да маваме поеќе репс, а помали килажи. Од последно време ни беше фокус поеќе килажи, а помалку репс и тоа искрено е конкретно на мене, исто и кај Јован. Почна да предизвикува мали повреди на лигаменти, тетиви и такви работи. Исто така и со поеќе репса помали килажи ќе постигнеме подобра хипертрофија на мускулите и поготово пошто немаме ние толку голем волумен, например да вежбаме нозе, конкретно нозе, 2-3 пати неделно, туку главно ги имаме еднаш неделно. Така да исто така ќе имаме и поизолирачки вежби наместо ние компаунд вежби што се кој скват, дедлифт и тие работи. Ќе имаме хек скват, leg extensions. Едино вежба кај што ќе пуцаме поеќе килажа е Romanian deadlift, ама таа вежба така си бара поеќе килажа, пошто се вклучени поеќе мускулни групи и тоа од прилика тоа. На тренингов денес ќе има од прилика околу 5 до 6 вежби и ќе имаме до да речеме 2-3 серии до кај 8 до 12 репа, тоа главно ни е стандард. И тоа е тоа. Овака пред секој тренинг имате мала најава, мало известување за тоа што ќе вежбаме, како ќе вежбаме. Ќе ви кажуваме од прилика како нашиот тренинг изгледа и сето тоа како ќе се одвива. Прва вежба на денешниот тренинг ни е хек скват. Кој што можете да видите, сега прво правиме неколку серии за загревање на се помали килажи. Кој ја не препорачувам за загревање да се прават на многу вежби за стегнување, него најидеално е да се загрееш на истата вежба што ќе ја правиш, само со помали килажи од почетокот. Конкретно хек скват мене ми е најдобра вежба за квадрицепс. Многу време правев обични барбел скватс највеќе. Нозите ми беа многу појаки, креав многу поголеми килажи, ама не гледав толку голем раст у нозите. А од кога почнав да правам хек скват, хек скват не е вежба што можеш да креаваш кој знае колку големи килажи, ама забележав најголем раст у нозите, а и реално најдобра пумпа имам после вежбата. Според мене искрено хек скват е една од подобрите вежби за квадрицепс, бидејќи самата справа е така конструирана да може да го држи грбот фиксиран и со самото тоа може да спречите да дојде до некои повреди. Според мене хек скват е многу добра вежба и мислам дека секој треба да практикува во својот тренинг за нозе. Кој што гледате нови тренинг ние не правиме со кузне колку големи килажи, бидејќи го сменивме концептот на кој вежбаме. Моментално одиме на мини кат, зборувам конкретно сега за мене, одам на шорт кат и после тоа се враќам пак на бук. Следна или втора вежба што ја правиме на тренингов е оваа некоја варијација на hamstring curl, кој има справа за ноа seated hamstring curl што е, а некако не ги држи колената фиксирани и тоа не ми се свиѓа, а тука на leg extensionот, кој што можете да видите, на коленото ми е скроз фиксирано и кревам само со задната ложа.
Оваа вежба конкретно одбравме ко втора, затоа што, например, RDL е добра вежба за задна ложа, ама погодува поеќе мускулни групи, но не ја изолира баш само задната ложа, туку погодува и трапез и lower back на долниот дел од грбот и лац, во зависност колку ти се расширени раците кога држиш шипката и тие работи, а оваа вежба конкретно го изолира задната ложа и кога правиме RDL следна вежба, по автоматски поголем фокус има на задната ложа. Оти задната ложа не е веќе загреана, другите мускули што се вклучени у RDL не ни се. На RDL веќе, за разлика од претходните две вежби, ставаме малку поголема килажа. Реално таква е вежбата, си бара поеќе килажа. Оти се вклучени поеќе мускулни групи и на оваа вежба одиме со помалку репс. Ја углавно работам со 6 до 8 репс и он углавно на сите вежби работи со малку поеќе репс од мене, но прилика оди негде до 8 до 10-12 репс. Сега моментално може да видите како јас си изведувам вежбата RDL или романски дедлифт. Може би не е со најсјајна форма, но се трудам да ја одржам формата колку што можам покоректно. Овде на оваа вежба не снимавме како се загреваме, но исто како на другите вежби се загреваме првен со помали килажи и идеме до некоја максимум килажа на која што правиме 2 до 3 серии. После вежбата RDL ни следува вежбата leg extension или на македонски кажано шутирање. Втора и последна вежба за квадрицепс ни е leg extension. Leg extension е баш вежба што го изолира квадрицепсот, но нема други вклучени мускули и е одлична вежба за да се испумпа на крај. На тренингот за нозе најчесто ние практикуваме да правиме 5 до 6 вежби со цел да ги погодиме сите мускули на ногата. Види како се... Може снимено. Да се гледам лице? Не, главата не се гледа. Темата. До тука се гледа. Ова како правиме? Последна вежба на тренингот ни е листови. Чисто гледаме да ги погодиме онака, значи споро контролирано, тоа е најважно за листови, но цел range of motion да има. Најбитна е најдоле екстензијата, контракцијата горе не е толку многу битна. Не форсираме на големи килажи и така, кој што кажав чисто да го сетиме листот и тоа е тоа.
Со вежбата за листови го завршуваме нашиот тренинг, а тука го завршуваме и ова видео. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ставите лайк, субскрайб, укуќете од звончето и пишете доле во коментари што сакате да снимате следно и дајте ни некои критики. Споделете во видеото со вашите пријатели за да дознаат повеќе луѓе за нас. Исто така и се следете на социјалните мрежи, кои што се Instagram и TikTok. Ќе ги имате тука на екранот ставени моите и на Стефан. И таму ќе можете гледате дополнителен контент.